Православните христијани денеска го одбележаат денот посветен на светецот Спиридон, заштитникот на занаечиите, поточно чевларите. Во Штип, како град на чевларството, се забележува појава на млади кои се заинтересирани да се занимаваат со овој занает, користејќи грантови од Европска унија. Имаме и еден проект со UNDP и со Агенцијата за вработување, каде ги обучуваат младите занаечи и им даваат по еден гратис така за почеток, за отварање на своја работилница. Има ли заинтересираност за овој проект? Заинтересираност е многу голема, бидејќи овој проект не само што и нуди вработување, туку ги стимулира, им дава негде околу 3000 евра во материјали. За старите штипски чевлари овој ден е од големо значење. Еден од нив, кој со чевларство се занимава 35 години, истакна дека во минатото имале подобри услови за работа, а во изминативе неколку години со увозот на кинеска роба, занаетот значително го изгубил приматот. Понапредните ситуации и услови беа подобри за работа на занаечиството, помоеше нешто да се заработи. Мада имаше многу чевлари, сега останаме само 3-4, а колку што ги знам. Ако прво немаш дарба, не можеш да го работиш занаат, колку и да сакаш да го работиш. Ако имаш дарба и ако имаш желба, волја, ќе се научиш и занаато не е лесен. Ние понапред го викаваме крпачница. Отиво е фактички крпеме скинати кондури вам. По-тешко е да изработиш една скината кондура, него ли да изработиш една нова кондура. Сепак, 250 члена на регионалната стопанска комора на занаечиите, која ги опфаќа општините Штип, Карбинци, Свети Николе и Пробиштип, ќе ги уживаат поволностите од новиот закон за занаечиство. Во новиот закон конкретно се намалени глобите, има глоби за сивата економија, која многу пречи на занаечиите, бидејќи тие не можат да се развиват со сивата економија. Свети Спиридон е христијански светец, роден на островот Кипар во времето на Константин Велики. Во младоста се оженил и имал деца. По смртта на неговата сопруга, остатокот од својот живот го посветил на Бог. Бил епископ на кипарскиот град Тримитунт. Според православната традиција, тој бил облечен толку просто што кога еднаш поканет од императорот сакал да влезе во царскиот дворец, војникот, мислејќи дека е некој просјак, му удрил шлаканица. Кроткиот и незлоблив Спиридон му го завртел и другиот образ. Починал во 348 година, а неговите мошти се наоѓаат на островот Крв.